Зошто сте фокусирани на македонски производи и пивца? Ставка која што целата идеја на македонски производи е главном заради евим го. Добро. Професионално, со отварач. Главна работа со македонски производи беше само зашто буквално дружби доста со Slow Food екипава и како што се дружевме со Slow Food и цело повелував. Како што се дружевме со Slow Food, сватив дека имаме еден тон ствари кои што производи и општо македонски ствари кои што може да се имаме квалитет. Многу повеќе од квалитет имаме, а проблемот е што научени сме со оваа стандардната индустрија. Сега сепак доаѓам од крафт пиво. Као крафт пиво ми е историја позади со пиварството. Така да целата тематика не беше ништо нова. Фокусот на македонски беше само поради фактот што сметам дека кај нас главна причина зашто е сцената каква што ни е, за крафт у било кој сектор да збориме, ни е таква само заради немање доволно едукација и немање доволно простор, дадено простор за такви иницијативи и идеи. Пиволапс од кога? 2020? 2020 со Бакча се заедно. Имаме уште плюс Пане, ова Темов е... Не переве порано. 15. У Темов бев првиот пивар. И ај на здравје меѓу другото. Ај сега добре ни дојавте. Добро ве најдобро. Заедно с Уго. Бака да ни не тешко. Take 6. Така да. Така. И фокусот беше да направиме нешто да биде... Идејата беше како да се диференцираме од целото, да биде нешто место, да биде нешто посебно, да биде нешто различно тоа стандардното што е секојдневие. Мене идејата ми беше да бидеме многу друго ова, концептот беше многу друго тоа да биде, се додека не се зема просторов и не се почна со просторов. Кога се почна со просторов се доби скроз друг концепт, со идеја, со свежо. Имавме скоро спремен бизнис план и идеја и све за 60 квадрати место на улица Македонија. И отидовме дента кога со Тихо Сортакот ни беше планот, кога договорот беше као прва работа што ќе направиме за кафана е ќе купиме точилица. Зашо? За и да не биде ништо од кафаната, имаме точилица, ќе можеме буриње пиво да се изјеме. И земав точилица, од Србија отидов купив точилица. Ја шверцав од на Нишки фестивал бев, на Нишки крафт фестивал си бев. Се видов со српскава екипа одгоре, ми ја донесува точилицата од Белград до Ниш. Товарив, доаѓаме назад, ја носам дома, идам кај Тихо, кога треба да идеме да ми даде пола парите за точилицата. И ви кај успут да пројдеме до местото. И проаѓаме до местото како што ни беше тој првичниот план и у тој момент лепат нейл салун, депилација, маникир, педикир. И срце не волеше така. Тихо цел свет му се струши. Не беше идејата никогаш ГТЦ, се додека не бидна ГТЦ. Буквално зашто останавме 5 за 12 без простор. Буквално фатив вртев свежи идеја што имаше некаков деловен простор негде некако. Имаше еден дуќан доле, сега завеси продаваат на ќошот, онде на прв спрат на ќошот. Тој се издаваше. Се јавивме колку да видиме што каде како, ни кажаа дека има, мислам, од други луѓе од околу слушнав дека многу големи се давачките за ГТЦ. И курац и како што испадна за давачките, така кренавме некои раце. Ама па се јавив после менеджмент, ова било журнал до 2013 година. 10 години беше затворено како ние дојдовме и било едно од најкултните места у Скопје во тој период. Првите чешми со сензор у цела Евана Македонија во ова веќе се монтирани. Плочките се не знам колку евра квадрат и све живо идеа. 200.000 марки коштало место на времето да се направи. Фонтан имало, флиперот сега кај што ние, таму имало фонтан на ќошот. Кога го запознавме газдата Слободан, такозван Цицка, затоа имаме у вецето на пред врата што е тикви има нацртано, има горе едни тикви нацртано со цицки тиквите се. Зашо Цицка, учезнат Цицката. И дојде он, запознавме, ни кажуваше причи као Цеце им игра на Шанков и такви работи. Значи чезда ние. Скроз. Ние благица, ама добро, боле сме ние. Се у свое време. Така да наши сме си... Нели сме се у духот на македонско? Да, целата тематика, како што почнавме, од самиот почеток рековме дека ќе биде само за авторска музика место. Нема тезги немаме. Као типични петок сабота немаме некој кавре што свири Wonderwall на бина. Така да тоа ни беше од самиот почеток дека ќе биде исклучиво авторски бендови да бидат. Ги имаме само трибјутиве кога како на 2 месеци, на 3 месеци нешто така ќе имаме трибјут некој и тоа е тоа.
Сега следен трибют мислам дека ќе не биде Металика. Да, Металика мислам дека не е следен. Караокето е хаос, пички лудило. Скроз караокето ми е, да ми кажеше некој пред 2 години, некој да ме седнеш и да ми кажеше ти Горијане ќе држиш пап ГТЦ од 150 квадрати, ќе продаваш ликер од вишња 1 тон на вечер и ќе имаш караоке у петок вечер и најкул ќе ти биде, ќе му се пукнав од смеење. Од караоке не сум помислил ни па буту. Скроз. И караокето ни е скроз најмален настан ми е можда, од сите што ги Се имаме. троши ли пиво многу на караоке? Да! Треба да не викнеш на караоке. Па што да ве викнам секој втор петок? Ајде се, овој петок е ваѓа. Чекај, се троши ли пиво, кажи Да, да, на да. караоке, пошто за пиво ли е емисијата? Бакче ни е стандард као некој главно пиво кое што се продава, јелте ортакот ми е битолчанец. Јелте ортак е. Не е партнер, него ортак е. Он ми е битолчанец, така да пола битола искача у кафечок, мање више цела наша екипа што се луѓе као искача од тука и си повлеквит битолското. А за си мапава повлеквит. помага ли што се направи ваква мапа? Имаше интересно, имаше една неколку луѓе скопска. кои што дојдоа, баш се прерадував пред некое време, дојде дечко од Ирска Шкотска, нешто така беше. Бил у Drunken Monkeys и у Drunken Monkeys го земал. Уствари не, бил кај Симонча, кај Симонча земал мапата, отишол у Drunken Monkeys и дојде после тоа тука. И дојде баш онака како некој рандом момент, као 10 сат со бајле. Убаво ти тргнал денот, бате, браво. У 10 чим почнавме по трета биртија проаѓа. Па добро, ма фино и за соработка и помеѓу вас сите бизниси, затоа што сте мали, повеќето се нови. И те како е добро? Мислам, главно поради фактот што повеќето, сите места во кои што сме на листава сме мање више луѓе со на иста бранова дужина. Знаеш, си ги имаме истите муки, си ги имаме истите идеи, филозофии, бар главно, као светот како сакаме да го видиме, многу слично ни е на идиотиве у секторот кој што сме. Така да ја пак ќе кажам, ја не сум нит кафанџија, нит бутур, јас сум ги осигурив место кај што ќе имам другарите да дојдат да ми пијат пиво и ја ќе се уживам. Тоа беше идејата, курац испадна. Многу повеќе нервози од колку уживање испадна, ама топе, знаеш, она. Ги имаш оние моменти као колку и сака дека е мука и се живо и диво, петок, сабота вечер на крцана кафана, хаос ти е, тебе ги гледаш сите среќни, ева тебе хаос ти е и такви моменти дека луѓето ти викаат, леле, Гого, тебе највише го мразиш светот, сега сакаш да запалиш. Не бе, брат, баш напротив, тие се моментите кога се радуваш. Знаеш, зашто буквално го даваш тоа со кое што ти е била целта, као луѓе убаво си проаѓаат од твојот простор. Споделуваш дел од себе, домот ви го отвара. Тоа ни е наш целиот вакво концепт, ајде да кажеме. Скоро сме непрофесионални, скоро сме неозбилни, као секој настан се касни, као има технички проблеми, као да ти ги покажам криглите, као криглите пола кригли не се скршени. Ама јеби га, карактерни се, така карактер има, не се скршени. Ова карактер додава се. Као целата поента е. Целата поента е скроз домаќински наши. Ми снема кикирики, праќа муштерија и да кикирики купува. Лимун ќе ми снема, сакаш... Праша Магда кога праќа. Сакаш коктел? Сакам коктел. Мрш иди лимун купи и го гледаш се враќа со кило лимун. Од Веро доле. Сеќа Веро го имаме у подрум па до 10 работи. Јас сум таа IT задолжена. Ти се поживи како беше. Ајди менеджмент. Јас сум IT кај Магда, јас сум задолжена за купување кој ќе снема. А едно живели, пошто е последна Ајде. дестинација, се облагав Муаве да сме живи и здрави и следен пат на мапава да има уште 10-15 места, ама ќе си фатиме од Дај Боже. почеток. Дај Боже. Од Сабајле, Од Сабајле. Секторов кај нас е малце, мислам, знаеш, тажна е ситуацијава дека дојни сме момент, например, ајде, ракијеве што мисля, поевтиниве раки, ајде, вакче, например. Набавна цена му е од прилика колку што е на ЛР, и сега ти треба да се објасни, значи гревото сме што имаме премиум производ кој што ти треба да го продаваш на цена иста или под цена како што е ракија индустријска. Разбираш, као скроз е гревото, као за пивово иди објаваме брат вас лесно вие, као 200 денари ти е пивото. Да, 200 денари ми е пивото, споредено со Скопско кое што го плаќаш ти 150, ама на Скопско набавна цена за буре е 1000 претпоставувам. Као нешто така е 20 литра. Знаеш колку нареден пат ќе ме викнете мене као конобар ќе видиш како се продава се.